Крајна лагата, гасоводот стигна на само 1 километар оддалеченост од Штип. Напоарно се надеваат сите. Најголемиот бенефит треба да го почувствува стопанството, кое во моментов се соочува со скапи енергенси и големи трошоци. Ако земеме во предвид фактот што енергенсите представуваат прилично голема ставка во структурата на производните трошоци на компаниите и уште повеќе фактот што македонските компании плаќаат невисока цена за природен газ во Европа, може би ова е еден од најсериозните проблеми со кои се соочуваат македонските компании, гледано низ призмата на нивната трошочна ефикасност и уште повеќе гледано низ призмата на конкурентноста на македонските компании на странските пазари. Освен за стопанството, изградбата на гасоводот дава надеж за поевтино загревање и на општинските институции. Во прва фаза по гасификацијата предвидено е сите јавни институции кои што се под капата на локалната самоуправа на некој начин, значи училиштата, детските градинки, самата зграда на локалната самоуправа да бидат приклучени на овој систем, со што ќе имаме многу поевтин енергенс и значителен пат на трошоците кога е во прашање грејењето, нема повеќе набавка на нафта, на други енергенси. А своји надежи и очекувања имаат и граѓаните. Подобро ќе биде, поевтино ќе биде грејењето, тоа така и натаму. Ете, оваа година постигнаат дрвта негде до 4000 денара. Ако беше газ, ќе беа поевтино нормално. Па подобро е, најнормално подобро. Сигурно е поевтино. Поевтино ќе биде да се 3,5. Подобро ќе биде. Јас сум за тоа да се прави. Економските бенефити се најважни и на нив се надеваат сите, но употребата на гасот има и многу еколошки предности. Метанот како природен газ кој доаѓа од Сибир, од Русија, еве реално се пристигне во Штип, ќе значи голема придобивка пред се и за здравето на населението. Значи ќе имаме ефтин енергенс, ќе се имат интерес и стопанството, и приватните субјекти, ќе имаат и сите општествени институции, но пред се мислам дека ќе имаат граѓаните бидејќи ќе работиме да Штипи и понатаму остане на здрава животна средина, каде населението нема да биде експонирано на штетни гасови. Изградбата на гасоводот беше едно од ветувањата на оваа влада поврзано со подобрување на условите за живот во источниот регион, рекоа на прес од Штипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Тоа практично значи дека уште едно ветување на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, го исполнува овој проект и докажува дека Македонија ќе ја стави на светската карта на земји чија економија може да доживее уште поголем поттик со користењето на овој енергенс и ќе отвори нови перспективи за Штип. Магистралниот гасовод ќе биде долг 60,7 километри. Истиот опфаќа изведба на 7 блок станици и отпремна станица. Целата инвестиција е околу 75 милиони долари, од кои 15 милиони обезбеди државата, а останатите произлегуваат од намирувањето на клириншкиот долг во висина од 60 милиони долари од страна на Русија.